ние новинарите можеме да организираме разговори, да вклучиме целата машинерија за да правиме звезди. Меѓутоа, кога еден човек ќе застане на улица и кога многу луѓе ќе поминат и ќе сакаат да се поздрават со него, да го забележат, тогаш спаќате дека звездите не се создаваат преку ноќ. Тие постојат со својот макотрпен труд, со убедливоста со која што застануваат на театарската сцена, на филмското платно, во телевизиските филмови. Јас затоа со големо задоволство сакам да кажам дека денешен мој соговорник во Астрорум е Благоја Чоревски. И верувам дека не постои човек во Македонија и пошироко што не го познава. Добре дојдовте во Астрорум. Добре нашол, благодарам на поканата. Луѓето сакаат да веруваат некому. Денес имаме многу лажни авторитети. Вие низ времето си имате потврдено на повеќе полиња и на сопствениот грб имате почувствувано кои улоги се добри, кои не се добри, кои критиката ги оценува како добри, кои публиката, но за среќа вие поминувате и кај едните и кај другите подеднакво успешно. Можете ли да направите пресек што се требаше да сторите за сите да почнат да ве сваќаат за сериозен актер? Видете, пред се мојата професија е работа и само работа. Ќе се послужам со една мисла на Андре Жид, еден од големите француски писатели, добитник на Нобеловата награда за литература, кој што вика: уметноста е соработка помеѓу Бог и уметникот. Колку помалку работи уметникот, толку подобро. И ќе ви кажам една моја мисла, сентенција која што јас ја употребувам и ја кажувам стално. 99,9% е работа, 0,1% е од Бога. Но можете тие 99% да ги имате многу, а да го немате тоа 0,1%, бадијала ви е работата. Нашата работа е јавна. Мора да излезете, некому ќе се допаѓате премногу, некому помалку. За вкусови не треба да дискутираме. Вкусот е индивидуална категорија, така што јас за среќа во овој мој живот сум имал многу големи учители, почнувајќи од мојот татко кој за жал многу малку можев со него, иако сум играл и со него на сцената, но сум бил непрекинато присутен и тука покрај Вардар, додека бевме во Скопје, после тоа се преселивме во Битола и додека беше жив, почина многу млад, 54 година, јас сум бил 7 и нешто години, брат ми 5 години, но останавме во тој занает, во актерството. Почнувајќи од татко ми, од мојот кум Петре Прличко, од Мирко Стефановски, или како што му е правилното име, Тихомир Стефановски, таткото на Горан и на Владко, од Гешо, од Дарко, од Милица, од Личко, од Милчин. Нека ми простат, некој не ќе можам да се сетам, но со сите јас сум бил тука. Или на сцената, или покрај сцената. Нас така не учеа по старите актери, да седиме покрај сцената, да гледаме проби, затоа што пробата е најголемиот факултет. Не бадијала Анатолиј Ефрос вика пробата љубов моја. Така да, јас сум среќен што сум ги имал тие учители, што сум ги имал мојата мајка која исто така беше актерка, сега брат ми кој што пренесува и од него, од секого се учи многу од улицата. Значи, карактерите нас, мојот професор ме тераше да влеземе во автобус, а во автобус и да пронајдеме карактери и од тие карактери да ги одиграме на таа мала сцена која што беше на факултетот, да ги одиграме карактерите што сме виделе. Или имаше таков обичај, знаете, кој ќе му дадете на некој бел лист хартија, ќе му кажете, евете бел лист хартија. Мајсторството е да видиш и во тој бел лист хартија нешто кое што е поинаку на листот, или е свиткан поинаку, или има некоја цртичка.
Тоа бараше од нас. И додека беа живи сите тие мои колеги кои што ги спомнав, почнувајќи од татко ми, така научаа дека макотрпно треба да работиш за да го состадеш карактерот, за да го ставиш во едно цело. Кога ќе го ставиш во едно цело, во тоа цело можеш да правиш што сакаш, да импровизираш, колку сакаш да излегуваш од тој круг, да го наречеме, можеш да излегуваш, но треба мајсторство да знаеш да се вратиш назад. Ако тоа не го знаеш, нема да те биде многу. Како е можно после толку длабоко влегување во толку многу улоги да излезете и да останете Благоја Чоревски? Тоа мора да остава трага на вас како човек. Да, тоа сигурно остава, но замислете си кога тоа би било на вистина така. Јас би играл убиец, љубовник, не сум убав, па да бидам толку голем. Аз сум играл на сцената многу љубовници, сум бил крадец, се сум играл, доктор, хомосексуалец, оперски пејач, што ли не сум играл, но секојаш тоа го потиснувате, го ставате некаде на страна, затоа што ако се соживеете многу со тоа, тогаш мислам дека не сте баш добар актер. Не сакав да го кажам добар, не сте баш актер. Вие создавате токму тогаш на таа сцена. Сите проби кои што сте ги поминувале е фаза во која што вие го пронаоѓате карактерот. И стигнувате до едно, има тоа нешто ќе ти проработи джигерчето, не, тоа што делиш, што даваш на секој од публиката, и ти сваќаш дека тоа е. Изнегуваш и со секоја представа пронаоѓаш нешто ново, нешто поубаво, нешто полошо ако е негативен лик. Така се тоа. Нема формула, замислете да има формула, тогаш би било еднолично. Да, опасно. Последно ве гледав во Квартет. Мене ме интересира дали повторно макотрпната работа ви го одржува актерскиот тонус. После многу современи представи, се надевам нема помладите ваши колеги да ми забележат, ако речам дека во театарот многу повеќе има силување на театарската улога со премногу викање, со премногу преглумување, а многу помалку има суптилна актерска игра. Вие бевте квартет од искусни, повозрасни глумци кои што не вратија на колосекот како треба да изгледа актерството. Немате покритие и во музиката квартетот е најтешката форма. Сите сте солисти, а сте ансамбл. Така почувствував и овде. Игравте со Катина Иванова, со Лилјана Велјанова, и Румбен и вие. Прекрасна представа. Си реков едно време да не е зашто сум музичар, па тематиката ме погоди, но не е така. Вистинска актерска игра со сите своји нијанси, од шепотење до подвикнување, но една широка лепеза. Зошто, што ни се случува со театарот, што многу онака радикални промени има на сцена, ама ги нема сите нијанси. Колку дена ќе снимаме? 5-6 дена? Можам да ви кажам за Квартет Обидете со се денови. во неколку минути, да. Квартет е представа која што е, дури ако сакате, на инает. Ја почнавме да правена е со инает, затоа што многу работи ни се случија и сега ни се случи истото. Многу работи ни се случија да не можеме да ја играме. Таа не е многу одиграна и не знам дали ќе ја продолжиме, дали ќе ја играме, но Квартет зборува за животот на уметниците во сите земји, без разлика на нивото на материјалноста која што ја има, нели, индивидуалната материјалност зборувам, дали е Велика Британија, дали е Македонија, дали е Грција, дали е Бугарија, дали е Србија, дали е Балканот општо земено, дали е, не знам, Америка. Зборува за тоа дека после завршување на работниот век, вие по суштина не му требате ниту на театарот, нити му требате ниту на оперската куќа во која што сте работеле и сте ги направиле најголемите. И точно за тоа зборува. Таму сепак Роналд Харвуд дава една многу убава, кажува дека сепак таму колегите
направиле нешто за тие да отидат во тој старски дом. Јас се чувствував многу убаво во таа представа и како круна на тоа, нели, е наградата која што многу ми значи Ристо Шишков минатата година на тој меѓународен фестивал за најдобар актер. Тоа знаете што значи, тоа е повеќе од Оскар. Барем за мене. И ми е жал што ние не можеме. Кај нас не отиде, немаше, како да кажам, кај нас се уште не се доаѓа заради личноста која што игра во представата, туку ако прави ќерефеки, ако се по оние ниски делови во театарот кои што не ги сакаме. И за жал мислам дека ќе ја прекинеме, дека нема да се игра повеќе. Вистинска штета. Таа не само што е добра представа, не само што сите глумци се добри, туку не враќа и на тоа дека сме заборавиле, односно немаме каде да чуеме правоговор со добра интонација, со она што не допира до нашите денешни деца. Немаат од каде да го учат јазикот, бидејќи... Така, имате една Лиле Велјанова за актерка, една Катина Иванова и мојот многу добар другар Емил Руген, кои што сите говорат многу добро, и јас немаше како да го имам битолското. Нели, морав да се спојам со нив. Но и самиот Ронал Харвуд е таков. Барем преводот на Ивановска е прекрасен и тоа ни даде уште поголем елан за да ја направиме представата. Многу од глумците кога ќе станат комичари, се знае дека тоа е омилениот жанр кај луѓето, некако во сенка паѓа целиот минат труд за другите представи, но вашите улоги се паметат, да не зборуваме само на филм, време води, имате учества, вашата филмографија и театарска биографија кога се прочита не може да се дочита, и телевизиска, да. Како успевавте да ги балансирате? Модерно кажано, треба да се направи еден свич. Вие речиси во еден ден можевте од снимање на серија хумористична да влезете да одиграте сериозна представа кај сите наши познати режисери, драматурзи. Знаеме што значеше во минатото драмскиот театар. Значи, како ви успеваше сето тоа да го балансирате? Како ви беше првата реченица? Првата реченица? Да. Што ме прашавте за комичарите? Да, дека тие се најпопуларните личности и дека сето друго паѓа во сенка кога ќе остварат и се врзуваат за, да речеме, со женски оркестар, со вас. Ако појдам од мојата гледна точка, дека комедијата е најтешкиот жанр, сето друго изгледа многу лесно. Или ве бива да сте актер, без разлика дали тоа е комедија, трагикомедија, фарса, гротеска, драма. Значи, мора или ве бива или не ве бива. Не постои определен фах комичар. Има такви луѓе кои што се определени само на тоа и играат комедија. И после ги гледате во другите улоги како они се едни исти. Се повторуваат. За мене не постои таква определба во актерството. Тоа е исто како да кажеме за еден хирург. Никога што исто не го прави резот. Мора да има нешто поинаку од личноста која што е таму на тој стол. Така и со нас од публиката. Да. Ако треба да издвоите, кои улоги главни според вас се најуспешните во вашата кариера, не мора тоа да е потврдено од критиката, од јавноста, но каде сте вложиле најмногу труд и каде се исплатил трудот, а каде сте останале, да речеме, куси за должно внимание? Многу тешко прашање, не знам, јас има една флоскула која стално ќе ја кажат сите деца, да. Мислам, баш е така, тоа е од животот, не е случајно таа така кажано, да. Така кажано кај нас. Не знам, од првите улоги од Кирија на Нушич на факултетот, каде што имавме секоја вечер представа, ревизор, женски оркестар, кој што многу не сака и да го имаат во театарот, затоа што сметаат дека драмски театар е на југословенско ниво, но таму имаше едно 7-8
феноменални актери, за кои за жал некои не се ни живи, кои што направија од тој женски оркестар мит. Се уште ја памтат во првата ини Денка Чорова, после Благојка Аспарухова и така натака. Вам Академијата во Софија ви помогна да влезете. Сите улоги мене ми се драги. Нема улога што не ми е драга. И тие што јас знам дека не сум ги направил добро, ми се убави затоа што од нив научив за нешто друго, за некоја друга улога која што ќе дојде наред. Сега не знам дали е време да го откриваме тоа, но со Коле Ангеловски ќе почнеме од септември, Залив се вика, на Гифуази, за двајца маж и жена, кои што со тие мали парички што ги имаат, земале, купиле приколка. И доаѓа мажот и кажува на жената, кратко ќе го кажам, доаѓа, вика, готово, нема да даваме пари, земав на кредит приколка и ќе одиме приколката. И жена му вика, ти добро знаеш ли кои сме сега? Ноември сме, да, ама нема никој, Тивко ќе биде. Многу интересен текст, баш ме радува, Марија Кондовска ќе ми биде сопруга. Имам јас 4-5 сопруги. Од првите сопруги ми е Ленче Делова. Кате Иванова? Не, Коцевска. Кате Коцевска, едно од најголемите, најмногуте играни женски. Марија Кондовска исто ми има играно многу жени и мојата сопруга Магдалена Чаревска. Вистинската. Да. Овие другите се вештачки. Не знам, на сцена не би требало, не би смеело да се гледа така. Дали кога ќе ве прашам да издвоите, не сакате да издвоите сите представи се драги, сите улоги, меѓутоа енергиите треба да се препознаат со режисерот. Со кого ви одеше најубаво, најлесно стигнувавте до завршната фаза на улогата? Јас за среќа сум работел со сите големи режисери, некои кои што се веќе и починати, почнувајќи од еден од најголемите Љубише Ѓоргиевски, кој Бог да му душа прости почина, Димитрија Рули Османли, Димитар Санковски дебелото, мојот другар од детство, Унковски, многу имате, Димитар Христов, Душко, Наумовски, ама многу режисери. Нека ми просто од Југославија не сакам да ги... Не ќе може листата ќе биде многу голема. Тоа се луѓето, Љупчо Ѓоргиевски од Битолски театар исто така. Тоа се многу режисери кои што кај нас направиле врвни светски представи и кои што ги добиле наградите во таа бивша Југославија и за кој јас лично многу сум горд. Колку дозволуваат тие, бидејќи вие сте силна актерска личност, бевте голем професионалец сте, секогаш сте пред време, подготвени, колку ви дозволуваат да внесете дел од себе во улогата, да излезете од текстот, имаше ли забелешки да се вратите кон првобитната намера? Знаете, еден мој покоен, за жал, колега викаше, мораш и чепрај, што ќе направам јас на сцена, тој можеш да го направи, немој, џуме. Така да, јас се треба да произлезе од карактерот кој што го играте. Режисерот е еден вид на усмерувач, координатор на да речеме на смалување на мојот темперамент, моите будалаштини кои што може да ми каже не ако треба и ќе за ушка ќе ти удри и така натаму. Не во буквална смисла на зборот, но сите знаеле точно и те одбира, не бадијала. Кастингот го прави он. Така да, тоа е... Ви рекол ли некој дека сте биле над представата, дека сте ја спасиле представата, дека текстот може би не бил толку силен, дека режијата имала дупки, дека толку Благоја Чоревски... Немало потреба да ми каже. Доволно знаеме ние, актерите кои што знаат, кои што веруваат во себе и кои што носат со себе, индивидуалците, добрите индивидуалци знаат. Не мора да ми каже дека сум ја надминал.
А се случувало повеќе пати? Сето тоа може да го каже публиката, јас ќе бидам, не можам да бидам многу објективен. Дали наградите го држа чекорот со вашите остварувања? Дали ве доследно доаѓа кога беше вистинското време, ве одминува? Ќе звучи како фраза, но факт е дека се што добив во мојот живот, од мојата професија, беше некако во прав момент, во прави награди, да ги кажем, актерски. Најголемите. Да, Не знам дали има во бивша Југославија. Јас се сеќавам кога Мите Грозданов, еден од нашите исто големи актери, го доби тој златен ловоров венец на мали експериментални сцени во Сараево. И кога дојде, јас мислев дека не можам со него да играм повеќе, као Бог. И тој беше тогаш еден и единствен. Тој беше околу 70-та година, мислам. А јас 76-та го добив како втор актер во Македонија. Не го кажувам ова за да се фалам, него навистина така беше. Тој не можевте вие да добиете во Југославија награда заради тоа што ќе имате книшка од ВМРО или од СДСМ. Мислам, не може. Таква работа не постоеше тогаш. Можда имаше нели поттуркувања, гледајќи го вашиот талент, некој режисер да ве поттурне. Но сепак наградите оде во вистински раце, да. Апсолутно. Да. Дали некогаш имавте шанса, вие бевте и во позиција да можете да делувате на културата? Дали се уште во оваа земја не успеавме да спроведеме систем кој што нема да зависи во културата од тоа кој е во моментот на власт? Зошто не успеавме? Имаме вистински актери, вистински режисери, бројни успеси во сите полиња, не само во доменот на театарската уметност. Зошто не ни успева да го направиме? Убаво кажавте со градите. Сега, ако ги отворите градите македонски, нема ништо внатре. За разлика од други гради, кои што внатре има бели дробови, се дише поинаков воздух. Овдека и самиот воздух е малечок, ситен, закржлавен, зол. Како да го објаснам тоа? Наградата е само сатисфакција за поединецот. Ништо повеќе. И она кое што ќе ве тера да работите уште повеќе за да го задржите нивото кое што сте го имале претходно. За жал, кај нас така и мислат дека јас можда сум еден од будалите луѓе што се нафати да биде заменик министер за култура, мислејќи дека ваков стручњак, како што сум, си дозволувам да го кажам тоа пред камерите, ќе ме послушаат. Ма воопшто еднаш или два пати сум бил во влада. И тоа за некои будалаштини кои што може било кој да отидева. Ништо не ме прашува од професијата моја. И бидејќи тоа така се случи, јас во 2000 година, заедно со тогашната партија од која што бев номиниран, си поднесовме оставки, кажавме дека нити на економски, нити на културен, нити на здравствен план нешто се направи со тогашната влада и си дадовме мојата оставка. Како што ме назначија во собранието, така ме одзначија и мене тоа ми е драго, затоа што јас сум ја потпишал, јас сум го барал тоа. Што ќе ми значеше, уште кој можеше да не избрка, можевме да стоиме уште 2 години. Мандатот тече до крај. Гледате, си добиваш плата, не си тука. Мислам, тоа е срамно за поединецот, за поединката говори кој карактер е. Говори за човекот, што тој, ако јас не направам во мојата професија, зошто ми е да седам таму. Од секогаш бевте таква личност, изведуваштвото да ве интересира да сте актер, бидејќи вашето искуство можете слободно да го пренесете и на другите генерации. Знаеме дека на крајот од кариерата некогаш добивте некоја конкретна понуда, не. Да се занимавате со педагогија, размислувавте на таа тема? Не, јас секој кој што ќе дојде кај мене, а сака да биде актер, јас го спремам. Им помагате им помагам. Али ако го бидува, ако не го бидува, одма му кажувам директно нему, на мајката, на родителите, нормално,
кажувам, немој да од. Како ги поднесуваат вистините луѓето? Не Подготвени знам, јас се? веројатно така ги кажувам што ми веруваат во тоа. Знаете колку е ужасно за една прекрасна млада девојка или младо момче да влезе таму, а воопшто не го обидува. Немилосрдна е Не, професијата. тоа е страшно, Да. тоа е страшно. Ќе бидете, дури и крпата ќе има, чистачките кои ја бришат сцената, ќе има одредена важност поголема отколку вие која ќе излезете на сцена. Не бидува, зошто вие тоа да го правите ако не ве бидува? И подобро е да кажете вистината колку и таа да боли, отколку многу ми е поедноставно, одличен си, леле, како ви, леле, ова, како го кажа. Дали има простор на сцена и колку се подготвени новите генерации да учат од повозрастните? Бараат ли помош или макар да покажат со очите дека им значи? Па, некој да. Во суштина, секој млад човек се знае. Јас сум бил таков. Само јас сум имал група на луѓе кои што биле од истата моја бранша, кои што знаеле точно не е тоа така. Не бива. Да не се залетате, да не изгорите. Не скокај. Да. Шо бараш да викаш тука? Нема викање. Некој сака. И тоа го знаеш, го чувствуваш кога ќе сака. А некој што не сака нема. Што можам да му кажам јас? Најинтересни се секогаш луѓето се така насочени да слушаат анегдоти, да слушаат трачеви. Има ли ќе се решили некој од актерите кои што минале многу да напише книга и да ги открие вистините кои што никогаш не се напишани? Само тој што го видува запишување. Вие сте размислиле да напишете? Не, јас може ако се најде човек кој што ќе седи вака од спротива со мене, јас да му кажувам, он да ги срочува речениците, да ги преточува вашите мисли во книга, да ја обликува и да ја направи, да, иначе немам такви амбиции. Кои би биле поглавијата, кои би можеле ли низ вашите кажувања да ги поставите оние развојни фази на македонскиот театар, да речеме од годината од кога што вие првпат станавте на сцена? Јас првпат сум излегол на сцена со неполни 4 и нешто години. Најрано детство. Да, во македонска крвава свадба и сум играл со татко ми. Татко ми го играше Омербек. Бегот. И многу се сеќавам на таа сцена, татко ми беше болен од рак. И го фати сцената баш кога пукаат во бегот, нели? Така имаше една врата, голема, широка, како што се македонските стари врати, и таа се отвара и татко ми бега таму и точно позади врата застана. Ама јас дека играм од тие децата малите, излегувам и го гледам и викам, тато, оди бе, ова е сцена. Нема приватно ништо тука, ајде. Ибрик ми викаш. Да. Вие одржа првата лекција. Првата лекција. Да не ги мислам мешате. дека тоа се лекциите, значи моќта актерот е човек кој што многу запазува. Без разлика колку ние сега дискутираме, има доста голема моќ на запазување, моќ на да ви внуши дека тоа е така. Ако го нема тоа, нема да е актер. Ќе треба да биде нешто друго. Видете, јас морам на сцена која ќе излезам да го одглумам тоа што сум го спремал 2 месеци. Виолинистот која ќе излезе мора да го отсвири. Ако поминувал партиски не знам како, не може да го отсвири тоа. Не бидува уметник со тоа. Воопшто во било која професија не бидува со книшки. Дали би сакале да се врати некоја представа? Дали сметате дека е времето зрело за враќање на некои представи од минатото? Бидејќи јас интензивно во драмски театар одев кога беше Не сега драга, кога беа тие представи, да речеме, и со многу хумористични, Коле Ангеловски најголем дел од нив режираше, кога реално врвулици од луѓе чека за карти и се бараше билет повеќе. Подоцна некои представи си го заслужија вниманието, но почна да работи маркетингот и почна Обратно. Не можевме Се извинувам што ве престана да работи. Не работи маркетингот. Па би работел маркетингот,
Усниот маркетинг е најдобар. Да, би сакал да се врати една Чијас и еден Розенкранц и Гилденстерн се мртви, една бегалка, Не сега драга, Фани Мани, женски оркестар, да се врати Амадеус, да се врати Дупло дно, да се врати Диво месо, да се вратат многу представи, да се вратат представи кои што тогашните великани, нели ги спомнав пред малку, да се врати еден ревизор, да се врати многу, има многу, не ќе можам да ги набројам колку. Секое навраќање, нели на тоа, ќе мора да сте доволно свесни дали имате подкрепа актерска со тоа враќање. Ние направивме една таква враќање со Чијас, ако се сеќавате. Да. Со Лјупчо Ѓеоргиевски игравме овие години кои што сме сега. И тоа е едно навраќање кое нели на таа публика која што ја знаеше таа Чијаси. И сака да види повторно од оваа дистанца. Можда, не знам. Да. Не сум размислувал за тоа. Се знае дека уметниците немаат работен век, односно тој трае до моментот додека уметникот може да биде на сцена. Дали вие размислувате што би правеле ако не сте актер? Со квартет покажавте дека се уште сте во полна паре, повторно. Нема друго. Не знам, јас се уште имам, се уште чувствувам снага. Ова работи, седнеш дома во вецето, како што си седнал, ја спуштам даската и тука си учам текст, никој не ме чепка. Нема учење пред огледало, тоа е најлошиот метод, да. Затоа што таму нема што кажуваш, туку како да го кажеш. Ќе бараш начин. Гегови, да. Да, а тоа е гибелно во актерството. Не, се додека може ме држат нозете, не заборавам многу. Да, ќе бидам на сцената. Сега сум, значи јас завршив 71-ва. Колку доаѓа сега? 71-ва? 48 години. До сега сум на сцената. Јас рачунам уште едно 20-30 години, вака попосле како сака нека биде. Тоа е одлично, да. Тој став кон животот е навистина. Така е, дури жена ми сега ми вика, многу вика зборуваш, многу. Сега јас така чувствувам, сега ми доаѓаат некои идеи, се да работам нешто со помалку луѓе, млади, ама такви текстови. Тодор Кузманов ми даде од Николај Колјада. Тој и таа се вика првата, баш такви текстови, значи со двајца, со тројца, кои што се откриваат непрекинато. Немаме ние камерен театар, штета, немаме камерна мала сцена. Како имаме сега. Не ја рачунам ова во маната, во новиот, зашто таа импровизација комплетна, таа воопшто не е мала сцена, и мала сцена не значи овој простор. Мала сцена значи да ги имате сите услови како да е тоа голема сцена. Огромна, но да ги имате сите услови. На мал простор, да. На мал простор, да. Тоа е миниатурата, нели? Ако е ваму 40 метра, тука ќе биде 15 метра. Но е исто голем театар со истите потреби. Да. Таа е импровизација, таа е случајно ја откриле таа дупка и ја направиле како така. Јас уште зборувам за МНТ. Да. Кај нас е таа уште од Ристе, од Рамски, таа што е до сцената и таму го игравме, нели, Коприварник, игравме таму театар Челево Ќоше, ама се игравме од 10 часот, затоа што добро тоа е и по дефолт би требало така да ги играте тие представи. Минутите на брзина помина, ниту ве прашав за театар Челево Ќоше, значи вие будите прекрасни спомени кај секое едно пораснато денешно дете. Тоа е безценето. Чинам да ве прашам кога сме веќе кај децата и кај вашето семејство, бидејќи макотрпна е тој актерски живот. Ако се нема разбирање, ни половина од ова не може да се реализира. Јас сум го кажал во многу, али заслужува да го кажам и сега. Тоа е мојата сопруга. Таа беше околу децата. Ќерка ми е новинар, завршен, син ми е информатичар, нема ништо и среќен сум дека нема не се во актерството. Со мојата професија, затоа што
А во Македонија, ако татко ви е, за разлика од другите земји, па дури и Србија подобро стои во менталниот склоп од нас, актер од тој калибар, нели син му, ако не е поголем од него, ќе го растурат. Ако е женска, нормално на таа линија, ако е машко. Да. Така да, малку сум среќен, некојаш ми е криво, нели, што не се и тоа, но сум среќен дека си имаат свој свет, да, го обожаваат театар, сакаат да дојдат на филм, на театар, но тука е сопругата таа која што ги израсна, ги доизвоспитува и така е педагог и мене ме воспитува, ден денеска ме воспитува. Така да среќен сум затоа што мојата внука од брат, нели, Илина Чоревска е одличен актер во Битолски театар. За најмалава внука не знам за Гала, макар да ја гледам црта нешто се занимава со тие, да. Но не можам да кажам, тоа одеднаш се добива. Вие кога на туѓи деца искрено им кажувате, верувам дека и на собственото внуче ќе му кажете дали навистина. Сигурно, да. И јас ви благодарам за овој разговор, иако верувам дека гледачите можеби очекуваат од вас во такви разговори, очекуваат најчесто керефеки или политички интриги или некакви такви моменти, но знам дека ќе уживаат и дека нема да бидат разочарани од овој вид на разговор, зашто нам ни е битно да го разоткриеме Благоја Чоревски, дали е среќен човек, а тој е очигледно реализиран и актер, и приватно среќен човек. Апсолутно, и му посакувам на секој да го помине животот како што јас до сега сум го поминал. Ви реков уште 20-30 години вака, па после ќе видиме. На крај тоа со мајтапов, да ви верувам. Не е мајтап. Да. Па зашто да не? Па зашто да не? Ако ме држи главата и ако можам, ако имам добар глас, нели, не се те теравиш. Да. Може би, па и такви улоги има, јас не знам зашто ги опишуваат. Да, ќе ме мавате со книга? Не, туку ќе ви го подарам Џон Клис, ова е издание на Арс Ламина. И подарок и благодарност ова ваше. Да, циркусот. И вие имате ваш циркус и тој има познат циркус. Може би ќе најдете некоја паралела, но најмногу ми е да ве иницирам, да ве мотивирам да седнете и вие да напишете нешто, па макар и со уредничка асистенција. Ако ќерка ми се сложи, јас би седнал. Да пишува за вас. Да, би седнал и би раскажувал. Од првиот ден, кога сум бил на сцената, и овдека во стариот театар, нели, сега истиот театар кој што е, и после нашето заминување, односно на татко ми заминувањето во Битола. Не беше само татко ми, таа една плејада на оснивачи на тој театар во еден даден момент од политичка гледна точка, еден човек кажа не треба да сте тука, и избрка Прличко, татко ми, Мирко Стефановски, Чичко Тома Видов, Славчо Тасески, Киро Ќортошев, и татко ми така отиде во Битола, Прличко отиде во Велес, Ќортошев отиде во Штип, Славчо Тасески и Чичко Тома Видов отидоа во Битола заедно со татко ми. Па не се кајки театарското семе било распространето. Да, Милчин беше од неволја партиска и така натака. Знаете како, во театарот, јас ќе го кажам како што е, нека ми прости народот, но така се кажува. Значи, во понеделник не работат пијаниците, курвите и актерите, и глумците. Значи, и тогаш им става проба и на таа линија, на партиска линија, на сите отказ и сите заминуваат. Го бараат татко ми. После тоа татко ми рекол јас повеќе не доаѓам. И така сме станале во Битола. Интересни работи за раскажување. Таму сум растел со врвни актери од Ацо Стефановски, Димче Стефановски, Љубиша Трајковски, Коста Джековски, на Јоана Поповска, татко и бабецот го кажа, Чичко бабец, све сме учеле од нив. Јосиф Јосифовски, плејада на Вујче, го викавме, Петар Белјановски, Вујче.
Така да. Интересни сеќавања, добар материјал. за Да? книга. Па вие викајте ме почесто, вака немате. Ќе го собереме Аз немате материјал, викај. Благодарам за книгата. Благодарам вам. Со радост ќе си ја прочитам затоа што башка и на македонски, јас мислев да не ми ја дадете на англиски, јас не знам англиски. Не. Руски, български, српски и хрватски знам, нели? Тоа не, ама ова. Али благодарам, во наистина. литература МК има многу интересни, инспиративни биографии. И Да. како не треба во животот и како треба во животот, така што сигурно ќе ви бидат корисни. Ваква имам јас. Да. Да, сакате да ви покажам? Мислите дека неам? Што таа визитка? Сигурно сега ќе ви Чи покажам. добро, тоа говори дека сте печени за издание. Ма да, така и стигна. Книга. Тоа покрај жена ми, само да ја извадам. Еве. Ете, наш верен Се чита? читател. Ете. Ви благодарам многу и едва чекам да видам нека друга представа Јас се надевам. како што е квартет. Да. Јас пред се ви благодарам вам, на екипата, но се надевам дека таму докај 80 и нешто пред да почнеш. Да, таму ќе тераме гледаме, колку да. можеме, да. Ви благодарам многу. Благодарам и вам.